можевме да слушнеме од прилогот, но и генерално граѓаните велат дека многу често овие огласи за масажа се само параван за нудење на сексуални услуги. Токму на оваа тема разговараме со Бети Цонева, собственик на студиото Secret. Добре дојдовте во вестите на Канал 5. Кажете ми, дали овие случаи наштетуваат, прават лош имидж на сите кои што како вас професионално се занимаваат со оваа дејност и што треба да се превземе на ова поле? Вака се, значи во случајов овој вид на масажа, односно овој вид на третман, како да го наречам, на нас индиректно не ни прави никаква конкуренција, затоа што сме ние салон со имидж, значи бренд, институција која што имаме милион други третмани, кои што воопшто не пречи во одвањето на нашите работи. Нити никако не може во ниеден случај да го наруши нашиот имидж и нашиот бренд кој што сме го граделе во моментот 10 години на пазарот. Постојат такви масажи, значи меѓутоа никако не пречат не ни пречат на нас. Што треба да се превземе, како да се реши овој проблем, бидејќи сепак е тоа нели знаеме незаконски? Да, тоа е незаконски, меѓутоа мислам дека толку многу е проширено како реклама, како оглас на интернет, а интернетот знаеме дека во моментот е еден од најголемите, најмокните медиуми во државава, така да мислам дека не знам како би можело сето ова да се справат, односно надлежните во институциите само да преземат некоја поголема контрола, за да може сето ова барем до некој дел да биде решено. Од аспект на вработувањето, граѓаните се жалат дека има сомнителни огласи кои нудат вработување за масери, масерки, конобари, секретарки, но кога ќе се појават на вработувањето на интервјуто, сваќаат дека од нив се очекува и нешто сосема друго во како работна дејност. Што им советувате на граѓаните, како да разликуваат кој е сериозен од несериозен оглас? Вака се, значи во секој вистински оглас по правило стои, значи барам, во случајот масерка, барам масерка со работно искуство. Значи нас не ни е битна дали масерката е разведена, самохрана мајка или слично. Не бараме масерката да биде млада. Најбитно ни е значи таа да има работно искуство и секогаш се наведат тие неколку точки, сепак огласот се познава дека нели не е оглас за некое такво вработување. Односно, и мислам дека кога секој работник кога бара работа, значи го разгледува, односно потпишува кога го потпишува или решението за работа, ги чита условите за работа, односно чита колкави примања ќе има, неговата работна просторија, како изгледа и сето тоа. Значи лесно е да се препознае тој момент кога се работи значи за некои такви огласи.